за среќа действувам во спорт каде што имаме бројки, имаме таблица од Светска атлетска федерација која што го вреднува секој резултат и значи врз основа на резултатот постигнат се добиваат одредени поени. И тоа е толку една чиста работа за разлика од кај вас кај во фудбалот кај што може да биде субјективно. Јас сметам дека е вака, ама јас мислам дека ама кај нас нема јас сакам или сметам. Едноставно тоа се бројки кои што ни ја олеснува работата, кои што ни го олеснува изборот. Секогаш сме транспарентни, тоа се работи кои што не може да се кријат. Во денешно време сите имаме пристап до интернет, сите имаме пристап до Светска атлетска федерација или до било која институција која што ни е потребна. Убедливо најдобри со резултати, па да речеме еве веќе традиционално, не знам, и за 20 години наназад, најдобра спортистка ќе биде Дрита Ислами, зборувам во сениорска категорија, најдобро машко сега ќе биде Дарио Ивановски. Она што затоа кажав спортисти кои што оставија печат во изминатата деценија, значи не е тоа година или две, оставија голем печат, се надевам дека ќе успееме да ги задржиме уште некој период кај нас, самиот факт што веќе се, нели, возрастни, не знам, нели, нивните планови во понатамошниот начин на действување нели, за финансиски аспект, за кариера, за семејство, не им ги знам нивните планови, се надевам и правиме се што е во наш домен да ни останат тие тука. Да напоменам дека имаме уште 4 други категории: категорија на младенци, категорија на млади младенци, категорија на пионери и категорија на млади пионери. И вообичаено, значи, даваме награда за, нели, најдобар клуб и за животно дело. Категориите ги одредуваме врз основа на тоа какви национални првенства имаме за сите 5 категории, каде што бираме најдобри спортисти. Имаме, нели, национални првенства и нормално наша обврска е да ги прогласиме најдобрите во машка и женска категорија, токму во тие категории. Свесна сум дека сениорите се најатрактивни, затоа што се, нели, најистакнати, најпромовирани, ги знаат и новинарите, ги знаат и јавноста, ги знаат и нашите спортисти од федерација. Така да се надевам дека, нели, ќе помине се во најдобар ред. 24 утре вторник во Трибека од 16 часот. Поканете се медиумите, поканете ќе бидете вие, се надевам дека ќе имаме една убава заедничка дружба и дека нашата соработка ќе продолжи за во иднина.